Сега ни предстојат суштинските моменти на реформите, донесувањето на неколку законски текстови. Законот за, да речеме, во делот на реформи на полицијата се предвидува измени на законот за електронски комуникации, се предвидуваат закон за оперативно-техничка агенција заради реформата на делот на полицијата, се предвидуваат уште едно чудо други закони кои што влегуваат во делот на судството и така натаму и така натаму. Тоа се прашања кои што се утврдени во планот 369 и тука ќе треба веројатно да владата да обезбеди основа за понатаму преку имплементацијата на новија законски текстови да дојдеме до поинаква состојба од онаа во која што бевме. Ова е суштината на реформскиот процес. Овде ќе треба да се гледа како ќе уредиме државата и каков систем ќе направиме колку во судството, толку во полицијата, толку во функционирањето на парламентот или во контролата на независните и регулаторните тела.